го најде веќе Дејан Андоновиќ, нормално за светските движења и сосема прецизно Иран по најавата дека и барањето на Техеран до Обединетите нации дека би требало да запрат воените конфронтации меѓу Техеран и Вашингтон. Дејан, на што ти мириса ова? На фингирана војна или на прегрупирање на сили? Па јас мислам на фингирана војна, ние тоа веќе го кажавме во ова студио вчера, ги направивме причините зошто е така. Очигледно Техеран и Вашингтон ја направија оваа конфронтација, ги подигнаа војните тензии за да добијат секој на своја страна она што му треба. Ќе потсетам, со убиството на генералот Касами, Соединетите Американски држави прво ликвидира еден битен генерал. Второ, Трамп покажа со оваа ликвидација дека е храбар во предизборната кампања што треба да му донесе нови гласови, но во исто време и го тргна вниманието од импичментот кој му се заканува во Вашингтон. Со ова практично Трамп се потврди тезата која вчера ја рековме во ова студио, тоа е дека на Трамп не му треба некој поголем воен конфликт како што е иранскиот конфликт, бидејќи се предизбори и дека ако влезе во таква конфронтација нема да може да излезе. А зашто се трупа толкав обем на оружје, носачи на авиони? Повторно ќе кажам, таму секогаш имало така, Чомовски, знаеш и сам дека Ормудскиот премин, 1/5 од нафтата на светскиот пазар поминува од таму и интересите на регионалните и на светските сили, па и мора да има оружје. На крајот на краиштата, зашто е тоа оружје и тие војски? Па тоа се и воени маневри. Конечно вежба војската за не дај Боже ако нешто има потреба. Од друга страна ќе кажам, Иран што доби? Иран доби прво хомогенизирање на општеството, второ покажа дека е храбар и дека може да се спротистави на САД. Трето, фингираше во светската јавност дека еве се одмаздил за вториот човек на генералот кој е ликвидиран, дека се одмаздил на американците. И четврто, она што е можеби најважно според мене, е и официјално најави и имаше алиби да прекине со на атомска програма која беше обврзан да не ја прави и ги стави во функција да кажеме нуклеарните потенцијали за производство на осиромашен ураниум. Но она што можеби е најважно од целата оваа приказна помеѓу Вашингтон и Техеран е дека можеби се тоа беше и договорено пред се поради фактот дека на американците им одговараше да биде ликвидиран еден оваков генерал, од друга страна и на Иран можеби му одговараше ако се земе во предвид дека генералот Касем Сулемани стана втор човек по моќност во Иран, што можеби им засмета на одредени структури во Техеран. Добро, тука има една мала фалинка која не смееме да ја заборавиме. Тоа е дека во овој момент целата оваа интервенција направи еден индиректен сојуз меѓу Турција и Иран, кои се сега столбови на политиката, кои се на одреден начин изземени од жестокото влијание на Вашингтон. Значи, ќе потенцирам дека е засилена и оската помеѓу Багдад и Техеран, ако се земе во предвид дека во Ирак, иако сунитите многу години преку Садам Хусейн ја раководеа земјата, мнозинското население е шиитско, значи како Иран, и е под контрола на Техеран. Вака Техеран и Багдад ја засилуваат својата оска за борба при евентуално ново појавување на исламската држава. Ќе потсетам дека тие се конфронтирани со исламската држава. Нова за Турција, кога го кажа, ќе потсетам уште една работа. Турција во американските војни планови, во минатите администрации, беше главната држава преку која Соединетите Американски држави требаше да го нападнат Иран. Ќе кажам и зошто. Се граничат, имаат идентичен број на население, имаат идентичен број на воена сила, така да тоа беа плановите, но Реджеп Тајип Ердоган одеднаш кај сврти политиката, како што знаеме сите, кон Русија, а Русија е познато дека го поддржува исламскиот режим во Техеран, па оттаму Турција беше и природно после 4 години од овакви геостратешки поместувања и официјално да стане сојузник со Иран. Зосема за крај, понекогаш е важно да ги гледаме овие маргини. Што бараат 3000 иранци во Црна Гора, сега се отвори во Албанија, се извинувам. Ама тоа е на граница кон Црна. Дали е тоа некој муџехидински логор или е тоа се, да речам, од метниците против режимот? Тоа се членови на Муџахедин ел Калка или МЕК, тоа се ирански джихадисти со марксистичко
левичарски, на некој начин марксистичко-исламистички култ кој за време на борбата против иранскиот шах 70-тите години му дадоа подршка на ајатолахот Хомеини, но потоа се конфронтираа со него и тие беа протерани од земјата, се наоѓаа во Ирак. За време на иранско-иранската војна 80-тите години беа од страната на Ирак против својата матична држава. Подоцна американците ги земаат 2012 година како сојузници во Ирак да се борат против исламската држава, а откако е официјално сите војни завршија, американците ги тргна овие исламисти 4000 од прилика, сака прво по европските земји, но ни Британија, ни Германија, ни Франција не сака да ги прифатат бидејќи ќе се конфронтираат со Иран, па отидува во Албанија. Оттаму и најновата изјава на ајатолахот Али Хамнеи кој завчера изјави дека Албанија е мала, но ѓаволска држава. А констатацијата дека Соединетите Американски држави очигледно преку овие 4000 исламисти, ирански исламисти кои се левичарски ориентирани, сакаат да гурнат режимот во Техеран. Добро, Дејан Андоновиќ со анализата на случувањето за и околу конфликтите меѓу Техеран и Вашингтон.